Во пресред на распишувањето на претседателските избори заврши процесот на интервјуирање на кандидатите за претседател и членови на антикорупцијската комисија. Филтерот на комисијата за селекција го поминаа сите 57 кандидати, меѓу нив судии, адвокати, економисти, државни службеници и новинари. Кандидатите се представија како непартиски личности, а речиси на сите заедничко име дека во борбата против корупцијата треба да се реагира превентивно и дека државата најдобро може да се справи. И денеска кандидатите одговараа на прашањето како ќе помогнат да се намали корупцијата во Македонија. Државната комисија треба да донесе национална стратегија со акцијски план врз основа на анализа на ризици. Ризиците лично мене ми се јака страна таа анализа на ризици. По донесувањето на стратегијата следи и годишен план, за кој што после годишно известува комисијата. Тие се води кои што ми се мошне познати и моште слични на работата на внатрешната ревизија. Начелата по кои што треба да работи Државната комисија исто се слични на начелата од етичкиот кодекс, до кој со исто се придржува внатрешната ревизија. Работа. Значи работа, да се фати човек во костец со сите проблеми. Не сум член на никаква комисија моментално. А сте била? Сум била порано, да. Бидејќи вашето име го видов на неколку списоци од Државниот завод за ревизија која политичка партија ги поднела, каде што сте плаќали членарине на политичка партија, затоа им интересираше и ве прашав. Членарината е вообичаена и дозволена со закон. Секаде сум се борел во фер и непротекционистичка атмосфера и едноставно доста ми беше, како се сметам за помлад кандидат, да гледам коруптивни активности на ниво на државни органи, јавни институции, судски инстанции и така натаму. Секој од кандидатите може да добие максимум 100 бода, и тоа во две фази. Првата е составена од пријава и лична биографија, искуство и достигнувања во борбата против корупцијата. И втората фаза, интервју, односно лична визија и план за работа на антикорупцијската комисија, општи и посебни прашања. Комисијата за селекција составува записник и ранг листа на кандидати за претседател и членови на антикорупцијската, кои ги доставува до Комисијата за избор и именувања. Во петок, собранискиот спикер ќе ја закаже седницата.